Јас сум Елизабета Улиманова од село Славеј и сум дел од услугата за нега и помош на стари лица во домот. Конкретно јас обслужувам тројца корисници на кои што му ги нудам услугите во смисла работниот ден ми почнува наутро околу 7:30 часот. Кај корисникот за одржување на лична хигиена, помош при облекување, подготовка на појадок, нешто лесно, помош при терапија, давање на терапија, и други работи, средување во домот, пазарење. Ако има потреба да се однесе до матичен лекар, помош да се однесе до матичен лекар. И дали сте задоволна од досегашната работа и имаше ли на почетокот малку недоверба дека оваа услуга ќе можеш сама да ја пружаш на лицата кои што ја бараат? Точно, искрено да ви кажам, јас сум многу задоволна. Прво бев скептична затоа што како што кажавте, дали ќе се воспостави доверба, пошто сепак се работи за постари лица. И тој човек треба да ти даде доверба, се работи за сати, не ние само 5 минутки, остануваш во домот подолго време. Едноставно се поврзуваш, бидејќи ние кога потсетувавме обука, ни беше кажано дека треба да се воспостави еден вид на хемија меѓу корисникот и давателот на услугата. Јас мислам дека тоа го постигнав и задоволство ми е што кога ќе пристигнам кај корисникот, тие веќе ме очекуваат и тоа мене ми прави лично задоволство. И мислам дека овој проект е многу потребен, не само во нашата општина, и во другите, затоа што за жал имам доста старо население кое што е оставено само, не во смисла само, има луѓе на кои што децата му се одселиле во странство. Или живеат во заедница, живеат со семејство, но луѓето се на работа. И сепак треба да му се обрне внимание за овие години што, да речам, постари години, да ги уживаат, а не да се грижат. Точно ние да се грижиме за нив, а тие да уживаат во староста. Јас сум Александра Велјановска-Смугреска од село Обршани. Честитки пред се за проектот што ни овозможи да еден вид да работиме и ние, да помагаме на старите лица. Денот започнува наутро до 8 сато, па до 4, некогаш и покасно остануваме, зависи кој како имаат потреба. Се презадоволни се кориснициве. Тешко ли? Некои работи беа на почетокот потешки, сега веќе влеговме во шемава. Задоволни сме и ние и корисниците. Му помагаме околу домот, околу хигиената, негата, во делот на пазарење, лекови, се што имаат потреба. На таков начин, да. Представи ни се и кажи ни дали претходно имаше некакво искуство во смисла на пружење на одредена медицинска нега, услуги од ваков тип, и дали оно што го научивте пред да почнете на терен да работите беше од полза за да потоа без проблем да ги вршите услугите кај старите лица? Јас сум Есмина Мицаковска од Пашини Урувци. Моментално имам 7 корисници, сите се сами, има кои се иселени, нивните деца, или се надвор од државата, или се по други градови. Претходно немам некој искуство со ова, имавме обуки пред тоа. Од обуките, доста научивме, имаше и практичен дел. Сега едно е обуката, друго е праксата. Супер ние се него сите корисници. Одлично се знаете. Да, супер. Дали го поддржувате овој проект, бидејќи на денешниот состанок беше побарано за дополнителен број на давање на услуги, бидејќи има потреба од повеќе од ваша помош, од жителите на општината Богаште? Да, моментално има потреба. Лично за Пашини Урувци има многу, пошто се останаат и повеќе стари лица, нема кој да се грижи за нив, јас што ги имам, сите се сами. Нема со нив никој, од страна на пазарење, од страна на медицинска што треба, терапијата да се зема, водење на матичен лекар, се што треба сме ние тука.
Дали тоа значи дека вие станувате и пријатели како дел од И семејството? повеќе од Многу, тоа, да. да. И многу повеќе од тоа. Како дел од семејството сега. И со нетрпение не очекуваат да појдеме. Почитувани, добар ден и добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа на Радио Пела. Ние денеска ќе разговараме, како што чувте, за одредена услуга која што се дава во 3 општини, а тоа се Прилеп, Кривогаштани и Долнени, а се нарекува услуга помош и нега во домот. Веќе четврт месец, 3 месеци како негователите кои што ги видовте, имавме 3 разговори со 3 негователки за давање на таа услуга во 3 општини. Веќе 3 месеци тие даваат одредена услуга на која што на големо задоволство на примателите на услугите, а пред се на старите лица и на оние кои што им треба помош, се задоволни од она што го имаат од страна на негователите. Со мене тука во студиото се главните виновници за спроведување на оваа услуга во овие 3 општини. Марина Тошевска, добре ни дојде. Благодарам за поканата. Добар ден да сте слушател на Радио Пела и благодарност до вас што ни давате можност да ја споделиме ова, се надевам, успешна приказна до крај. И во пресрет на неделата на одбележување на грижа за старите лица, денес со ваша поддршка да се подсетиме на нивниот придонес и дека сите ние како заедница треба да придонесеме да имаат поквалитетен живот во нивната трета дома. Благодарам. И Дејан Тошевски, директор на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп. Добар ден и од мене, да ги поздравам слушателите и гледачите на Радио Пела. Благодарност и до вас што не поканивте и што докажувате дека сте медиум кој секогаш ги информира граѓаните навремено. Особено за вакви услуги кои што се новитет кај нас, но еве заживуваат, иако малку со скепса на почетокот. Вие и пред, чинам, 2 месеци ни бевте гостини и разговаравме како би се спроведувал проектот. Рековме дека е ова четврт месец. 3 месеци се негователите на терен. Пред неколку дена во општина Кривогаштани се одржа еден состанок, една средба на која што присуствуваше и аташето од австриската амбасада, на некој начин можеби еден исто така од виновниците за сето тоа да заживее, бидејќи пак имаше една посета во Австрија како ова услуга се дава и на таа посета беа присутни и 20 градоначалници, чинам, од Прилеп и од Кривогаштани, каде се запознаа на каков начин ќе функционира проектот. Ајде да започнеме од почеток. Како се дојде до оваа идеја? Овие 3 општини се во една првична фаза на спроведување на услугата. Учиме можеби и од другите општини, но учиме и од другите држави кои што ова го спроведуваат. Зошто беше потребно ваква услуга да се воведе и што е како придонес за луѓето кои што им е потребна? Па мислам дека на секаде, не само кај нас, туку и во сите држави, настануваат огромно влијанието на демографските процеси, миграцијата, особено кај нас изразена. И она што во последните години на големо почнуваме да го зборуваме е процесот на децентрализација, плурализација на социјалните услуги и инклузивноста. Така да сите 3 општини веќе започнаа да размислуваат во насока дека вие не можете да градите економски одржливи заедници без да имате да развиен добар социјален систем и пристап до социјални услуги. Во заедничка соработка со сите 3 општини, на кои што еве јавно да им се заблагодарам за дадената поддршка да бидам координатор на воспоставување на оваа услуга, идентификувавме кои се најголемите потреби на нашето население од аспект на социјалните услуги. Така беа изготвени социјалните планови на сите 3 општини со мапирање на проблемите, идентификување на решенија и услуги, и услугата помош и нега во домот стана приоритет, кога беше детектирана. И тоа не само во нашите општини, меѓутоа и на ниво на држава апсолутно нема општина каде услугата помош и нега во домот не е детектирана како еден од приоритетите за воспоставување на социјални услуги. Во соработка со Република Австрија на друг проект, кој веќе ги детектиравме овие работи, ни се овозможи да имаме размена на искуства, така да заедно да посетиме како оваа услуга функционира на страна. Заради тоа што кога ќе ги гледаме европските земји начинот на функционирање, нас не изгледа многу лесна за воспоставување. Меѓутоа, кога учиме од нивните грешки, предизвици со кои тие се соочили, дека е процес што трае 20 години, постојано се надоградува, се менува како што се менува се во нашето општествено живење, баравме начин со нивна поддршка како тоа може да го адаптираме во наш национален, но и во локален контекст. Со оглед на специфичноста на општините каде што ќе делуваме, добивме поддршка на проектот за подобрување на социјалните услуги, поддршан од Светска банка и Министерството за труд и социјална политика,
добивме финансиска поддршка да пробаме да ја воспоставиме услугата и да видиме како тоа ќе тече на нашата територија, заради тоа што кога ќе го ставите на хартија е едно, меѓутоа внесувањето на ваков вид на услуга на пракса носи предизвици и ризици кои во моментот не можете ни да ги помислите дека ќе ги имате на терен. Прифатливоста на негователите, начинот на кои се активности и на кој начин ќе ги даваат негователите, системот за контрола, задоволството, мерливост, како да воспоставиме процеси на усогласување помеѓу неговател, семејство, било доколку настанат проблеми, било што, значи несвесно влегуваме во нешто ново и учиме во чекор. Меѓутоа кога решавате проблеми во чекор е далеку потешко. Она што исто и сакам да се заблагодарам директорот тука е големата поддршка од Центарот за социјална работа, кој што е клучен актер. Заради тоа што најпрвен потенцијалните корисници поднесуваат барање до центарот, па центарот донесува решенија и ние сакаме да одговориме на потребите на корисникот со давањето на социјалната услуга. Вака кажано, течно во 5 минути, делува многу лесно, меѓутоа, еве како долги години во овој сектор работење, можам да кажам дека ова беше еден од најголемите предизвици во работата кој сум се случила, да воспоставиме еден ваков тип на услуга, заради тоа што размислуваме од аспект не да ја воспоставиме, како ќе ја подобруваме, ќе биде одржлива и ќе ја направиме подоставна за што поголем број на корисници. Гордо ми е да кажам дека имаме голем број на задоволни корисници, имаме број на задоволни негователи кои што биле невработени лица, со процес на обука ги вклучуваме во работен ангажман каде што добиваат економски придобивки и со тоа стануваат економски независни и на друг начин помагаме на општините да воспостават систем услуги во согласно со законската регулатива, им помагаме на матичните лекари затоа што најголем дел од корисниците ни се со намалена функционална способност, лица со медикаментозна терапија, нашите негователи не само што ги посетуваат, секојдневно им берат притисок, шеќер во крв, се грижат на времено да ја земаат терапијата, така да матичните лекари знаат дека за нивните пациенти има воспоставено грижа и дека тие на времено земаат терапија, некој што се грижи за нивното здравје. Им помагам, има во соработката и со Центарот за социјална работа, затоа што тие знаат дека како центар веќе регулативата од 2019 година ја почнуваме да ја спроведуваме на терен и мислам дека ова се придобивки за сите нас, од сите нас. Да, многу аспекти во случајов, бидејќи навистина станува збор за нешто што е комплицирано, а изгледа едноставно. Оно што го запомнив од претходното гостување ваше беше дека овој систем или оваа мрежа би можела на еден похуман начин да ги замени старските домови, бидејќи најголем број од корисниците на оваа услуга се практично лица кои што сами живеат во третото доба, чии што деца се или во странство или се по градовите, бидејќи знаеме какви се миграционите движења денес. Може ли оваа услуга да живее според вас, директоре, и на каков начин би се развивала понатаму, за да може, благодарение на некаква децентрализација, општините да водат повеќе грижа за услугата, навистина да живее и во годините што следат, а не додека е проектот. Тоа е основната цел. Видете, оваа услуга, односно можноста за вакви услуги од социјална заштита да се развиваат на локално ниво, се создаде со донесување на новиот закон за социјална заштита во 2019 година, што претходно не беше можност. Мене ми е особено мило што тројца градоначалници, сега реално 3 различни политички партии, седнаа и увидоа дека оваа услуга е за добробит на нивното население и како што многу пати сум кажал, сепак проблемите од социјалната заштита се случуваат на територија на одредена општина, каде што мандат има и власт има локалната самоуправа, односно градоначалникот, и добро е што почнаа да размислуваат во правец, односно во насока на решавање на проблемите од социјална заштита. Особена благодарност до Министерството за труд и социјална политика, бидејќи ја препозна идејата на градоначалниците за регионалниот развој. Оти ние сме, мислам дека од ретките каде што има 3 општини на една апликација за добивање на грантот за развивање на оваа услуга која е доставена до Министерството за труд и социјална политика и мислам дека тоа е за особено поздравување.
Факт е дека сега парите ги дава Министерството, односно се даваат преку проектот за Светска банка, од искуството од соседните општини каде што е развиена подолг период оваа услуга, истите со управен договор склучен со Министерството за труд и социјална политика, понатаму продолжува да се финансира од буџетот на Република Северна Македонија, што укажува дека тој што е предвидел развојот на оваа услуга, предвидел таа да е одржлива и да се практицира на долг рок, затоа што се работи за една услуга која е од хуманитарен карактер, од хуман карактер, од причина што не се само старите лица вклучени, туку се и лица кои не можат сами да се грижат за себе, кои се немојхни, и лицата со попреченост кои не треба да ги забораваме, што е од особена важност затоа што ако му пружате на едно лице грижа со попреченост, а доколку некој има од семејството кој треба да се вклучи во работен процес, наместо да останува дома и самото семејство да е економски зависно од социјалните трансфери, истото дозволуваш другите членови од семејството да се вклучат во работниот процес и да можат да придонесуваат со поголеми приходи во текот на месецот. Од друга страна пак е добро и за негователите. Јас нив треба најмногу да му се заблагодариме, од причина што одбраја наместо да работат во фабрика, знаеме дека сега секаде има огласи за вработување, тие одбраја да работат за работа за која што земаат плата, но и една хумана работа да се грижат за лицата на кои грижата им е најпотребна. Во делот дека ова услуга во иднина ќе ги замени старските домови, тоа е добар дел, да, од причина што е многу хумана и грижата на лицето му ја пружате во неговиот дом, каде што целиот свој живот го поминале, и сметам дека така и треба да се размислува, наместо тој еден поранешен систем, каде што се градеа големи гломазни институции, и како не само лицата стари лица и немојни лица, туку и сите останати лица со попреченост ги тргавме од општеството, ги стававме негде настрана, да не ги гледа општеството, и се грижевме во едни нехумани услови. Целиот процес на децентрализација, спроведен од страна на Министерството за труд и социјална политика, доведе да се развие и оваа услуга, наместо да се создаваат нови, поголеми старски домови, се извинувам, да се развие на ваква услуга и грижата за старите лица и немакните лица да се дава во домот. За општините, да, покрај тоа што Министерството за труд и социјална политика дава пари за спроведување на оваа услуга, самите општини можат во иднина да си предвидат во планирањето на буџетите и со новиот буџет да си финансираат дел од негователите согласно потребите и барањата кои ги имаме до Центарот за социјална работа. Ние имаме една од клучните улоги во делот на административниот дел, носење на решение за користење на услугата. Значи сите корисници кои сакаат да ја користат оваа услуга, сите лица поднесуваат барање до Центарот, ние изготвуваме решение согласно правилникот за услугата. Да, и согласно правилникот тие добиваат услуга. И понатаму ги упатуваме кај провајдерот, односно кај здруженијето, каде што им се определува соодветен неговател. И накратко е, мислам, целата нашата улога таја, и вршиме контролна, односно надзорен елемент, дали услугата се спроведува квалитетно од страна на негователите и на здруженијето. Со право можам да кажам, бидејќи официјален податок излезе и министерката со тој податок, дека при анонимна анкета, за кој што не бевме ниту ние како Центар за социјална работа известен, ниту провајдерите, негователите на ниво на цела држава, речиси 100% од сите лица кои ја примаат негата се задоволни од страна на начинот на кој се дава кон нив. И тоа е еден податок кој е веродостоен од причина што и ние истото го имаме увидено, затоа што има да речам медијатори меѓу негователо и лицето кое прима негата, и секаде каде што се јавува проблем, истиот се решава во најбрз можен рок, и затоа со сигурност можам да потврдам дека лицата кои ја примаат негата се задоволни од страна на негователите. Тоа е најважно во целиот процес. Рековме дека спроведување на проектот оди преку Министерството за труд и социјална политика. Проектот го спроведува Центарот за едукација и развој. Марина, ти си координатор и практично се прекршува на твои плеќи, но задоволството е големо кога се знае дека има задоволни луѓе кои што ја примаат таа услуга. Да спомнеме дека сега да спомнеме за бројките. Значи 153 семејства или поединци ја користат услугата во трите општини. Од страна на 40 сертифицирани негователи.
Мислам дека ова е максимумот што можеме да го постигнеме со таа бројка на негователи. Потребите се големи. Веќе има во центарот многу барања за потенцијални корисници, во моментов не можеме да одговориме, се надеваме со поддршка на општините и согласно со сите три општини, ќе побараме проширување на услугата и ќе размислуваме во насока да овозможиме преку општините да може да се обслужат дополнителни корисници. Јас од секогаш спомнувам дека нема поголема радост отколку да направите позитивна промена во нечи живот. Со оваа услуга навистина правиме промена кај корисниците, кај негователите, зашто што се чувствува таа економска независност, кај семејствата на корисниците, заради тоа што го намалуваме нивното неоптоварување, значи им помагаме да може да имаме споделена грижа за нивните најблиски, а да овозможиме квалитетна грижа и нормално во заедницата кај општините, така да придобивките се големи и се надевам дека времето ќе покаже дека ова ќе биде успешна приказна, а понатаму не само оваа услуга, туку сите социјални услуги кои што ќе опфаќаат различни категории на лица во социјален ризик ќе бидат офатени и нашите граѓани на територија на општина Прилеп, меѓутоа и Долнени и Кривогаштани, ќе можат да кажат дека имаат еднаков пристап до услуги како и останатите граѓани во државата. Горда сум да кажам дека ова беше поттик да понатаму се размислува воспоставување на други услуги, веќе на територијата на општина Прилеп веќе ќе биде воспоставена услугата лична асистенција од страна на Црвениот крст, а дека општините со воспоставувањето на социјалните планови веќе повеќе размислуваат во насока колку е важна социјалната грижа за различните категории на граѓани и можеби од наредна година ќе се надевам дека ќе можат сами да се мониторираат и да бележат успеси во начинот не само да го направиме социјалниот план, да видиме што сме постигнале и колку може да постигнеме. Тоа е вистинската децентрализација во социјалните услуги. Често го спомнуваме процесот на децентрализација, ма некако тешко ни оди во имплементација. Јас преку оваа услуга, меѓутоа и би сакала општините да гледаат во граѓанскиот сектор и во бизнис секторот со процесот на поларизација како партнери за заедно да се воспостават социјални услуги затоа што на сите нас доколку соработуваме заедно, целта ни е иста да имаме подобар живот тука. Јасно. Рековме 153 семејства. Од каде најмногу? Дали може да се направи според бројката во тие три општини, реално според број на жители би требало да е Прилеп, но Прилеп некако потешко заживува, треба повеќе доверба, сега има повеќе барања пак. Не во однос на бројот на барања, туку во однос на потребите на корисникот. Значи, така одредуваме колку е еден неговател, максимален број на корисници што може да обслужи. Она што можам да го кажам дека на територијата на општина Прилеп имаме обслужуваме лица кои што се е во најтешка ситуација и имаат најнамалена функционална способност за независно живење. Тоа ви се инвалидни лица, лица во постела, на тешка терапија и сега еден неговател кај тие лица согласно критериумите може да обслужи две лица во таква тешка состојба и едно лице каде што се потребни инструментални активности. Во останатите општини имаме полесни под контрисници кои што според проценката на матичниот лекар на Центарот за социјална работа му се потребни помалку часови на поддршка и затоа бројот на корисници таму е поголем. Во однос на бројот на негователи, бројот на корисници, значи најголем дел на корисници се на територијата на општина Долнени. Меѓутоа на територијата на општина Прилеп пак кажам дека корисниците навистина ги исполнуваат максимумот на часови кои што најголем дел од корисници што може се по правилник, а тоа се 80 часа на месечно ниво, 40 часа во основни, 40 часа во инструментални активности. Кога зборуваме за начинот на поделбата на активностите, тие 40 часа основни активности опфаќаат поддршка при бањање, медикаментозна терапија, хранење, значи доколку лицето е неподвижно, ако има потременување на памперс, станување, раздвижување, инструменталните активности не опфаќаат помош во домот, чистење, готвење, пазарење за лицата, затоа кажам дека најголем дел од корисниците на негователите на територијата на општина Прилеп не се со максимум број на часови што може да бидат отделени по правилник, меѓутоа имаме и лица каде што се потребни повеќе инструментални активности. Како организација според се со неофицијални податоци меѓу комуникација со другите даватели на услуги, па сме организација која што имаме најголем дел на корисници со со најголема функционална неспособност за независно живење и што ме прави особено горда дека ние навистина сакаме да им помогнеме на оние што се во најтешка положба, меѓутоа секое лице си има своји карактеристични потреби. Она што е добро во оваа услуга
е тоа што негователот некако се приспособува индивидуално на корисникот. Тоа е тоа што се воведува на европско ниво, дека ние не ги седнуваме експертите и му кажуваме на лица тоа и тоа ти треба, туку користиме баш human based approach, пристап заснован на човекови права, каде ги лицето нас ни кажува кои се неговите потреби, а ние се трудиме да одговориме на нив. И ако се погледне регулативата, и ако се погледне документацијата, и ако се погледне како се поделени овие услуги основни инструментални за да дојдеме, ќе можеме да видиме дека ние стварно одговараме на реалните потреби на корисникот. Затоа и кај задоволството кај корисниците е така поголема. Значи, освен што вие ќе отидете, ќе му дадете терапија, ќе го нахраните, вие ќе се грижите и домот да се одржува добро. Ќе разговарате некои лица на постарите лица, нечи сакаат и да избегаат од самотија, да се чувствуваат корисни. Имаме многу успешни приказни, јас се надеваме дека заедно со медиумите ќе бидем и вие ќе бидете нашиот глас на терен и партнер, да ги посетите корисниците и сами да го видите нивното задоволство. Она што дополнително успеваме и се надевам дека и понатаму ќе успеваме е што побрзо што повеќе да прошириме информацијата и да обезбедиме поголем опфат на корисниците. Ќе кажам, звучи многу едноставно, меѓутоа и ние се соочуваме со многу процедури како давател на услуги и со многу мониторинг. Се грижиме за човечки животи, каде сносуваме одговорност на некој начин и мислам негователите ја вршат најблагородната работа, да бидете неговател, меѓутоа и една од најтешките професии е да бидете неговател на старо лице со побрежа. Не сакам кај нас и на страна и она што можам да го видам во овие 40 негователи што ме прави особено горда, и љубовта кон своите корисници и навистина да се вложат себе си за да одговорат и на своите обврски и на барањата на корисниците. Господине Тошевски, колку е реалната потреба за оваа услуга во овие три општини со оглед на миграционите процеси, како што рековме, со оглед на тоа што населението ни старее, но и во однос на функционирањето на здравствениот систем, бидејќи реално има потреба голема од здравствени услуги, но луѓето не можат да допрат до нив, за жал. Видете, факт е дека населението и последниот попис си го покажа своето, во нашата држава старее, младите добар дел или ја напуштаат државата или заминуваат во друг град да живеат. Тоа е нормален процес, како кај нас, така и во западните земји. Јас секогаш велам, ние одиме во Хрватска, хрватите ода во Германија и тоа е еден нормален процес, барем овде во Европа кај нас, динамичен начин на живење и факт е дека во иднина потребата за зголемување на оваа услуга ќе се имаме поголем број на барања и во моментот веќе имаме околу 70 на барања на кои не можеме да им дадеме негователи. Ние како надлежен центар побаравме од страна на Министерството за труд и социјална политика, односно го известивме Министерството дека имаме зголемен број на барања и дека провајдерот има капацитет за уште 15 на негователи да во овој момент да ја зголеми услугата. Ценејќи го начинот на кој функционира и министерката и министерството, знам дека ќе не излезат во пресрет, но се работи за временски период каде што треба комисија за лиценцирање да се состане и така натаму. И мислам дека оваа услуга, бројот на негователи ќе се зголеми и во овој момент најголем број на барања доаѓаат од општина Прилеп. Од причина што да, имаме најтешки корисници, но во почетокот беше малку најскептично. Ке почне, нема да почне, па кој ќе иди, кој неговател. Во руралните средини, општина Долна и општина Кривогаштани, анализирајќи како провајдерот ја спроведе услугата, бираше секогаш негователот да биде од местото на живење на лицето кое му треба нега, така да таму довербата е малце поголема него кај нас, поголема територија. Особено е важно да се каже дека со оваа услуга се опфатени голем број на рурални средини, затоа што покрај што општина Долнини и Кривогаштани се рурални општини, сепак и општина Прилеп располагаме ние со некаде 35 до 40 населени места, каде што треба да гледаме во иднина како ќе развиваме услугата и во тие, да речеме и во најоддалечениот предел како што е Мариово, вие имате стари лица, сега таму се јавува проблем, па немате градски превоз, јавен превоз, но сепак треба, ова е услуга која сега заживува, треба на долг рок да се мапира теренот, да се гледа како би се развивала, да се бараат можни негователи во населените места и под општина Прилеп, за да можеме што може до секој лице кое не може само да се грижи за себе да допре. Впрочем и тоа е идејата во едно градење на инклузивно општество дека секој ден е важен.
и дека оваа услуга треба да ги опфати населените места каде што се најограничените можности да добиете некој тип на социјална услуга. Ја не би со бројки, ама еве да споделам дека на територија на општина Прилеп на 65 години според пописот 2021 имаме околу 12.600 жители. На територијата на општина Кривогаштани 800 и на територијата на општина Долнени 900, меѓутоа ова се лица само на 65 години старост, не ги опфаќаат лицата со по 65 години со попреченост и понамалена функционална способност, така да бројката и тоа каде може да биде многу поголема и потребата, меѓутоа не секој може да ја добие услугата. Постојат критериуми како оваа услуга може да се добие, мора да постојат, оти не можеме да ги обслужиме сите, а секој би сакал да ја има, со тек на време како што ги имате помош и поддршка. Се надеваме дека со прошивање на услугата и понатаму со во размислување дека во моментов достапни се останати програми кои што нудат ваков тип на услуга, како што е програмата на UNDP за општо корисна работа, меѓутоа еве веќе UNDP има проект исто така за помош и нега во домот за лица палијативна грижа Елза Хмерова. Ќе се зголемува бројот и на опфатот на корисници и бројот на негователи. Се надевам дека ќе успееме додека се страат социјалните планови да имаме опфат барем во секоја општина по 100 корисници со број максимален број на негователи колку што ќе можат да ги обслужат овие корисници, меѓутоа тоа се нашите надежи колку ќе можеме навистина да постигнеме и ние како провайдер со 3 општини, тоа беше некако најкрупниот чекор што го направивме како провайдер, заради тоа што почнавме со 3 општини за разлика од другите што пошто е со една општина. И работата беше далеку помакотрбно, согласување со планови, со програми на општините, различен теренот во сите 3 општини. Општина Кривогаштани опфаќаме 7 населени места со негователи. Општина Долнени отима 12, меѓутоа општина Долнени имаме 37 населени места. Не можеме да ги опфатиме сите и општината има 13.000 жители. Во општина Прилеп се надам дека ќе се насочиме кон руралните средини повеќе. Моментално сме само на територијата на градот Прилеп и треба да внимаваме да ги опфатиме селата. Процесе, учиме и ние во чекор како што кажав, грешиме, поправаме грешки, е нормално во нешто што ви е ново, но се надевам дека за неколку години кога ќе седнеме да разговараме, можеме да споделиме многу научени лекции и да бидеме ние добар пример за земјите кои што сега ќе почнат да го воведуваат. Во балканските држави Македонија е пионир во оваа услуга. Веќе во Србија сега почнува да се воведува, почнуваме и со нив да разменуваме искуства и практики. Се надевам дека ќе градиме успешна приказна заедно и со вас и со општините, со сите. И ова е почеток. Меѓутоа, трите општини, бидејќи вие сте провайдер преку Центарот за едукација и развој, кај нас ова е пилот сега, прва фаза, а има општини во Македонија кои што веќе се во втората фаза. Што значи втората фаза или само продолжеток на... Да не го кажуваме како пилот, значи не е тоа пилот проект, туку во договорот склучен со Министерството за труд и социјална политика и Светска банка, развојот на услугата го финансира Светска банка. Но од моментот на завршување на развојот на услугата, финансирањето се обврзала да го превземе Министерството за труд и социјална преку сопствениот буџет. Значи да не биде сватено дека ова е проект што ќе трае кратко и понатаму не. Ќе се бориме дали ќе продолжи или не. Продолжувањето на проектот на услугата не е доведено во прашање. Значи, државата, Министерството за труд и социјална политика си зело за обврска по завршување на финансирањето од страна на Светска банка, истото во својот буџет, значи сега во следниот буџет за 2024 година, Министерството за труд и социјална политика има предвидено средства за оваа услуга, за финансирање на оваа услуга на трите општини, значи не е пилот проект. Тоа е проект каде што вика Светска банка, јас ви ја финансирам развоја на проектот, понатаму кога ќе бидете спремни, по 12 месеци си продолжувате да го финансирате сами. И тоа не се доведе во прашање дали ќе продолжи не проектот, мислам услугата си почнала и си течи понатаму. Тоа е најубавата страна. Тоа зависи од провайдерот и нормално квалитетот, ефективноста и ефикасноста на услугата која што ќе се даде на терен. Ви кажувам, значи самите негователи беа бирани, самите беа вклучени во процес на обука, имаме различни типови на корисници кај што се уште сме преговараме, решаваме дилеми, но што е нормално и така треба да е. Се надевам дека ќе успееме. Јас сум уште еднаш благодарност да негователите што и овие 3 месеци, 4 месеци, сега веќе 4 месец, навистина достигнаа такво ниво на задоволство кај корисниците во давањето на услугата.
и се надам дека понатаму ќе продолжи така, за да може да имаме добри оцени, да не кажам, од Министерството и од релевантните актери, понатаму да може да продолжиме да работиме, да се прошируваме. Тоа ми беше и прашањето, што е следниот чекор? Еве, 3 месеци работи на терен, а колку месеци, колку месеци понатаму ќе оди, за да може да се оди веќе во наредната фаза, да се развива? Значи, ние континуирано работиме на подобрување на нашите програми и на начинот на давање на услугата. До август месец, значи, финансирањето оди под проектот за подобрување социјалните услуги финансиран од Светска банка во соработка со Министерството, а понатаму треба да го преземе Министерството. Ние чекаме до август месец, далеко од тоа, континуирано ќе се работи на евалуација, мониторинг на самата услуга, постојано следење на резултатите и известување за нив, за Министерството да може веќе да планира опфатот на нашите корисници и трошоците што ние како провајдер ги имаме, за да може да ја даваме услугата. Имаме одлична комуникација со проектната единица на проектот, исто одлична комуникација со релевантните актери од Министерството за труд и социјална политика, тука ни е Центарот за социјална политика, така меѓуопштинскиот, така да се надевам, работиме, подобруваме, дека навистина ќе успееме да одговориме на барањата на Министерство и сето тоа да се продолжи понатаму. Им должиме на негователите. Да. Сепак тие се долгорочно невработени лица, каде што сметете дека во оваа услуга гледаат, да не кажам, единствена можност за вработување економски бенефит, особено во реалните средини каде што се ограничени можностите за вработување, и се надевам дека ќе успееме понатаму и да се најдат подржливи, да се најдат решенија и за нивно вклучување во официализиран, формален работен процес, сепак сега сме на договор на дело, услугата се плаќа од час, се бараат различни модули, и за нас е ново, и за Министерството е ново, и за негователите е ново, и за општините е ново. Не можеме да копираме од страна различни се моделите, меѓутоа, она што јас сум изненадена е на соработката и на национално и на локално ниво, на сите актери да се најде најдено решение што ќе одговори на потребите на сите нас. А тоа е најтешко. Значи, кога се сакате на сите да им биде добро и еднакво добро, за да не биде дека тогаш е најтешко да се најде едно решение, ама верувам дека ќе се најде. Сигурно. Ќе пробаме. Сме хумано општество и рачунам дека секој ќе даде свој удел, бидејќи рековме, многу актери се во игра, се со цел да им се подобри животот на граѓаните. Она што не очекува се изборите, морам да ги спомнам, а она што го рековте вие е обврската на Министерството дека ќе продолжи проектот. Тоа значи дека која и да е власт, нема да смени ништо во овој дел на хуманост, да речам, кон луѓето на кои што им е потребна нега, но на состанокот кога бевме во Кривограштани, од страна на австрискиот аташе беше спомнато дека таква услуга постои во Австрија, меѓутоа е платена. Кај нас, за таа разлика, е бесплатна. Што може во тој дел да се оди чекор напред, бидејќи станува збори за одредени лица кои што им е потребна и 24 часовна нега, дали се размислува во тој дел или пак сме се уште на почеток и некако многу брзо ни се одвиваат работите во тој дел. Како социјална држава, давањето на оваа услуга се размисли од модел да биде бесплатна и достапна. Меѓутоа, не може да се опфатат сите. За да веќе се размислува во насока дека да може да ја добивате услугата, сепак ќе треба да исполните дополнителни критериуми во делот на вашата финансиска состојба. Она што провајдерот, ние како провајдер сега размислуваме дека ќе треба и да се пристапи кон комерцијализација на оваа услуга, или да не биде во моментов, значи услугата се дава со решение и таа е трајна. Меѓутоа, размислуваме во насока да може да биде привремена, по потреба, и да може да биде комерцијализирана, така да луѓе кои што живеат во странство имаат потреба да нивните родители да бидат однесени на лекар, а да имаат стручно лице неговател овона, провајдерот да може да ги обезбеди на неколку денови неговател на период од 1 месец, така да биде достапна апсолутно за сите, да биде достапна во времето што му одговара, така да излеземе до пресвет за секој еден кој што има потреба од таков тип на услуга. Ова сега сме во момент на размислување таков систем за комерцијализација, гледајќи модели од странство, зашто и во страна, значи некои ја добиваат, да има различни нивоа на скалесто плаќање во зависност од нормално услугите кои активности негователот ги врши привремено трајно. И Министерството од неофицијални податоци размислува како ќе се направи таа селекција, зашто во моментов немаше
не се критериумите во однос на финансиска состојба на корисникот на услугата, меѓутоа понатаму мора да се змислува таа насока со цел навистина да биде достапна за оние што им е најпотребно, оти сепак се работи за ограничување. Не можете да ги задоволите сите и мора да се најде начин доколку постои семејството има финансии или корисникот да може да ја обезбедува на комерцијална база. На крајот на разговорот само да потсетиме, значи барањата кои што дали се уште примате барање како центар за социјална работа, што треба да содржи барањето, дали се тоа веќе форми кои што им се даваат на оние кои што сакаат да поднесат барање, која е улогата на матичниот лекар, што ви треба од матичниот лекар, дали самите луѓе тоа го бараат од таму, на каков начин се доаѓа до решението за користење на услугата. Видете, формуларите, односно формално барањето го имаме во Центарот за социјална работа, активно, секој работен ден, сите заинтересирани лица кои сакаат да ја користат оваа услуга можат да поднесат барање. Од страна на документи, потребни му се индекс, кат од кај матичниот лекар и изјава дадена пред службено лице дека нема склучено договор за доживотна издршка, понатаму си го превзема стручен работник кој работи оваа проблематика, секоја дополнителна документација, оди на увид кај лицето, разговара со него, се прави наотмислење, се прави план за работа со ваквите лица, доколку се јави потреба од обезбедување на дополнителна документација, самиот центар се обезбедува по службена должност, така да обврската е индекс кат од кај матичниот лекар и барање со изјава потполнета од страна на, земен од страна од Центарот за социјална работа. Значи, стручно лице од Центарот за социјална работа определува колку часа се потребни во тој врз дом. основа на правилникот, врз основа на мислењето издадено од страна на матичниот лекар, од увидот направен од страна на стручното лице, се утврдува колку часа му се потребни нега, односно колку основни, колку инструментални часа нега на едно лице барател на услугата. Понатаму се изготвува решение и се упатува таквото лице на кај провајдерот за да му се додели неговател. Во моментов нема слободни негователи, но сепак како ќе се јави потреба, добро е лицата да си имаат поднесено барање, да ги имаме во евиденција, за да може ние во соработка со провајдерот и понатаму да изнајдиме начин како истите тие да се. Дали можат луѓе да се пријавуваат за негователи, за даватели на услугите се уште, или ќе има потреба од дополнителен јавен повик доколку општините се согласат дека има потреба од повеќе стручни лица? Во воспоставувањето на услугата, да, имавме повик за негователи и трошоците за обуката беше обезбедена од страна на проектот и од страна на давателот на услуга. Во моментов се уште немаме целосно прецизирано дали општините ќе можат да излезат во пресред да ги платат обуките за негователите, а од проектот веќе е обезбеден вкупниот број, така да се надам дека ќе најдеме решение или пак ќе може да се вклучат негователи кои што веќе почниле процес на обука по различни проекти вклучени на различни донатори. За неговател може да биде лице со завршено средно медицинско образование, значи без да има потреба од дополнителна обука. Со проширувањето нормално дека ќе споделуваме информации да допреме до сите како и до сега. Сакаме да вклучиме негователи што навистина сакаат да ја даваат услугата и воедно ќе гледаме да најдеме начин како поради тоа што сепак трошоците за обука за невработено лице се високи, како да најдеме начин во соработка со општините или од друг донатор да се најде да може да обезбедиме да го поминат процесот и да добијат сертификати за да може да бидат сертифицирани како негователи. Ви благодарам за разговорот. Мислам дека веќе стануваат работите појасни, дека сме на добар пат како регион, како три општини, како луѓе кои што во социјалната проблематика веќе долго време работат и понатаму ќе обезбедуваме сите ние, пак ќе речам, едни услуги на кои што им се потребни на луѓето, било тоа да се стари лица или луѓе со попреченост, и оваа услуга допрева да добива на тежина, бидејќи е потребна и ќе биде потребна и понатаму. Вие нема да бидете последен пат во студиото, сигурно ќе бидете повторно, кога има одредени новини, а се надевам дека и пред крајот на годината ќе се видиме со реални приказни, со посети во домот, за да се види навистина како се работи во домовите, каде што оваа услуга веќе четврт месец живее. Ви благодариме Радио Пела и вас како медиум. И ние давателите на услуга не можеме без медиумите и да информираме и да споделиме успешни приказни и да подсетиме, да ја будеме свесноста дека сите ние мора да придонесуваме за
га подобра локална заедница, подобар живот тука и се надевам дека и почесто ќе се гледам и на терен и се надевам дека овие успешни приказни навистина ќе стануваат се повеќе, помногубројни, за да потсетиме што се правиме и колку можеме да направиме. Благодарам. Благодарам на поканата, се надевам дека ќе се гледаме со уште вакви успешни приказни. Мене ми е особено мило што ова услуга, развојот на ова услуга покажа дека можеме да бидеме партнери, државните институции, граѓанскиот сектор и медиумите, затоа што ние имаме така едно мислење во нашава држава дека треба, не знам, контра да одиме, ама еве ние сме една успешна приказна. Благодарности до Министерството за труд и социјална политика што даде можност како финансиски, така и законски да може да почнат да се развиваат услугите од социјалната заштита на локално ниво, затоа што ова услуга е една поголема и пообемна. Ние во моментов имаме развиено и услугата на лична асистенција, особено за слепите лица е провајдерот кој е од Скопје Сдружение лиценциран, и имаме едно или две лица кои се дава лична асистенција преку Црвен крст, така да полека тој систем на социјална заштита на локално ниво, услугите, пружањето на услугите од социјална заштита заживува и станува реалност. Ви благодарам. Благодарам. Ние продолжуваме со музика и со останатите теми кои што ги имаме во програмата.